да се докаже дека лимес од x на квадрат плюс x врз 3x, кога x тежи кон 0 е еднакво на 1/3. Во оваа задача треба да искористиме епсилон делта дефиниција. Што правиме во овие задачи? Треба да докажеме дека за произволно епсилон, за било кое епсилон, или други зборови за сите епсилон поголеми од 0, може да најдеме реален број делта поголем од 0, така што ќе биде исполнето следното. Апсолутна вредност од x минус a е помало од делта, повлекува апсолутна вредност од f од x минус l е помало од епсилон. Ова е општата дефиниција доколку имаме нешто вакво. Лимес од f од x кога x тежи кон a е еднакво на l. Ова што го кажеме треба да го примениме врз дадениот лимес. Напрво допуштаме да епсилон биде произволен број. Нека епсилон поголемо од 0 е произволен реален број. Што значи ова? Епсилон поголемо од 0 е било кој реален број. Што треба да важи? Значи, ние треба да покажеме дека секогаш ќе најдеме делта поголемо од 0, така што ќе биде исполнето. X минус, сега наместо а, гледаме дека тука x тежи кон 0, x минус 0 имаме, помало од делта, x минус 0 помало од делта, ќе повлекува, односно секогаш, ако x минус 0 е помало од делта, тогаш f од x, во случајов f од x ни е x на квадрат плюс x врз 3x, x на квадрат плюс x врз 3x минус l, во случајов l е една, значи ова е l, ова е a, ова е f од x. Минус 1/3 ќе биде помала од епсилон. Значи, што треба да направиме ние? Треба да најдеме такво делта така што ќе биде ова исполнето за произволно епсилон. Да забележиме тука ќе имаме x минус 0, тоа е апсолутна вредност од x помало од делта. Ја земаме оваа страна од оваа импликација. Малце сакам ова израз да го средам. Имаме x на квадрат плюс x врз 3x минус 1/3 помало од f. Ова можам да го запишем и како? X по x плюс 1 врз 3x минус 1/3 помало од епсилон. X со x се кратат. Имаме x плюс 1 врз 3 минус 1/3 помало од епсилон. Или во случајов може да запишеме апсолутна вредност од x плюс 1 минус 1 врз 3 помало од епсилон под заеднички именител добиваме апсолутна вредност од x врз 3 помало од епсилон. Ова е апсолутна вредност од x врз апсолутна вредност од 3 помало од епсилон, апсолутна вредност од x врз 3 помало од епсилон или апсолутна вредност од x помало од 3 епсилон. Се враќаме тука. Ајде да видиме што треба да замениме ова што го добивме за десната страна од оваа импликација. X минус 0 рековме е x, па така ќе имаме во импликацијата апсолутна вредност од x помало од делта, повлекува апсолутна вредност од x помало 3 епсилон. Се враќаме на ова. Треба да докажеме дека за било кој епсилон поголемо од 0 може да најдеме делта кое што е поголемо од 0
Така што во конкретниот пример ќе биде исполнето следното. Апсолутна вредност од x помало од делта повлекува апсолутна вредност од x помало од 3 епсилон. А дали, ако земам делта да биде 3 епсилон, ова ќе биде исполнето. Левата страна ќе имаме апсолутна вредност од x помало од 3 епсилон повлекува апсолутна вредност од x помало од 3 епсилон. Па да, ако земам делта да биде 3 епсилон, ова импликација ќе биде точно, односно ќе имаме x повлекува, ова целото го заменам цел израз со x повлекува x што е секогаш точно.